Благодарам председателе, почитувани колеги, почитувани медиуми, представници на владата. Јас нема никого тука од говорницата да повикам, никому нема да му се обратам со зборовите или со апелот да гласа или да не гласа за одлуката за пристапување кон уставни измени, имајќи во предвид дека оваа одлука треба да биде исклучиво одлука на пратениците во Собранието на Република Македонија, без никакви притисоци, без никакви елементи на несоодветни однесувања и секако тоа треба да биде резултат на нивната совест и нивната одговорност, како пратеници кои што во клучни моменти за Република Македонија носат историски и клучни одлуки. Сакам да почнам со една реченица која што многу често знам да ја употребам, особено во последниве месеци, би кажала и повеќе од една година, кога од оваа говорница се искажа мал милион сомнежи, апокалиптични предвидувања за тоа што ќе се случува во Македонија, што ќе и се случи, а особено во контекст на договорот со Република Грција и реториката која што ја слушавме не само од опозицијата и незини представници, туку и од многу други креатори на јавното мислење во Република Македонија, дека со договорот со Грција се брише македонскиот јазик, се уништува и се брише македонскиот национален идентитет, јазик, култура и дека Македонија ќе ја снемала. Во контекст на овие реторики, јас сакам да кажам следново и да порачам дека тој што се сомневал дека ќе исчезне, дека ќе го снема, дека нема да постои, тој искажува јасен сомнеж дека и воопшто постоел. Доказ за ова е историјата на Република Македонија и современа, и она што ја памтиме на почетокот на 19-20 век, и ова што ја живееме во 21 век. Историјата на Република Македонија и на Македонија генерално, на македонското прашање, на македонскиот јазик, сведочи дека јазикот, идентитетот, самосвеста, желбата и идејата за државност траела, се пренесувала од генерации на генерации, обстојувала, во континуитет се развивала и благодарение на тоа и на таа национална свест и колективно носење на меморијата идентитетска и желбата да создадеме и обстанеме како држава, Македонија, македонскиот народ, македонскиот национален идентитет, македонскиот јазик обстоеле и во историски услови, кога на ова поднебје владееле други влади, владееле други власти, се зборувале други административни јазици, сме биле дел од федеративна заедница и 1991 година сме се избориле за самостојна и независна Македонија. И не држи идејата и повикот за апокалиптично сценарио во Македонија со прифаќањето на договорот помеѓу Македонија и Република Грција, во кој што токму овие идентитетски прашања не исправаат пред одговорноста да го продолжиме тој историски континуитет на државност и на идентитетско обстојување. Нашата историска улога и задача како генерација политичари е да не бегаме од оваа одговорност, затоа што бегањето од оваа одговорност може да ја загрози и днината и континуитетот на ова што досега го зборував. Со ова прашање кое што денеска го дебатираме, пристапувањето кон уставните измени заради отварањето на евроатлантската перспектива и иднина на Република Македонија, ние правиме сериозен историски чекор во име на таа македонска кауза, а тоа е конечно меѓународно правно заокружување на нашиот меѓународно правен субјективитет, како држава, народ, признаен од сите,
па дури и од оние кои што во подалечното или во блиското минато ни спореле идентитетски обележја. Спореле народ, спореле јазик, спореле територија, спореле граници. Овој договор со уставните измени не исправа пред таа одговорност да ја донесеме таа одлука и да го заокружиме меѓународно правниот субјективитет на Република Македонија, точно прецизирање и признавање меѓународно и на границата, и на територијата, и на јазикот, и на идентитетските обележја на сите граѓани што живеат во Република Македонија, независно на која етничка група или верска група припаѓаат. И кога сме веќе кај идентитетот, сакам да спомнам неколку работи. Се кажа многу и дефиниции тука. Јас од моја социолошка и научна перспектива можам да кажам уште милиони една, меѓутоа тоа не знам колку допира до граѓаните, сваќањето и разбирањето на овие клучни поими кои што толку многу се негираат и се ставаат на маргините на она аргументација која што треба да имаме, а тоа е дека нашиот македонски национален идентитет со договорот е гарантиран и признат. Кога зборуваме за идентитетот, треба да знаеме дека тој е коренито врзан со културата и културните обележја. Не сакам да ја повторувам мојата колешка Никица Корубин, која што многу кажуваше за културните обележја кои што се дел од нашиот национален идентитет. Културните обележја на поединецот, на групата, на заедницата и пред се перцептивната разлика на културата и поимањето на тоа што нас не прави различни од другите. И тука на повидок доаѓа јазикот, како еден од најсуштествените елементи на секој идентитет, па и на македонскиот. Кога зборуваме за идентитетот, треба да кажеме дека тоа не е лесно променлив и не можеме да тврдиме дека тој со овој договор ќе се избрише или ќе се изгуби. Затоа што идентитетот е дел од колективната меморија и историјата на секој поединец. И тоа не е лесно отргливо од она што значи себе препознавање како припадник на една заедница и како поединец. Понатаму, идентитетот не е фиксен и статичен. Тој е динамичен процес и тој трпи промени во зависност од националната приврзаност на поединецот кон сопствената заедница етничка, кон припадноста на државата и кон припадноста на други пошироки заедници. Па да не бил идентитетот променлива категорија, ние денеска немаше во Република Македонија да имаме граѓани кои што ќе се откажат од македонското државјанство за да станат државјани на друга земја. Ке речете не е исто, тоа е државјанство, друго е етницитет. Меѓутоа повторно ќе немаше и граѓани кои што ќе го сменеа својот национален идентитет само за да се здобијат со патна исправа од земја членка на Европската унија. Нашиот идентитет е динамична категорија и тој ќе се менува, бидејќи ние ќе станеме и европски државјани, и европски граѓани, граѓани на светот, ќе делиме европски вредности. И затоа не држи тезата дека нашиот македонски идентитет ќе се изгуби. Во делот на јазикот ги спомнав административните употреби на грчкиот, бугарскиот и српскиот јазик до Втората светска војна на оваа територија. Македонскиот јазик и тогаш обстоел. Едно од одлуките на АСНОМ е донесување на одлука дека македонскиот народен јазик или централното говорно дијалектот на централното говорно подрачје на Македонија ќе биде основа за стандардизирање на македонскиот јазик, кој што понатаму се стандардизираше 65-та година, и токму овој договор со одлуката на УНЕСКО 77 година го гарантира
ја гарантира посебноста на македонскиот јазик и неговата употреба како дел од македонскиот национален идентитет. И токму повикувањето и на прогласот на АСНО, и на сите конститутивни документи од првото заседание на АСНО се дел од измените на Уставот во делот на преамбулата, што дополнително ќе зборува за нашиот континуитет и нашето идентитетско растење до овој момент. Зборуваме дека Уставот е непроменлива, има дискусии дека Уставот е непроменлива категорија и дека никој нема право да пристапи кон измени на Уставот. Па се спори легитимитетот на владата и на претениците да дискутираат за прашања од своја надлежност. Јас би кажала дека ниту еден правен акт, па дури и Уставот како највисок правен акт во една држава, не се слово исклесано на камен, што не може и не смее да се менува. Јас ја преферирам дефиницијата по уставно право од времето уште кога студирав, дека Уставот треба да се третира како една кошула, која што треба да се адаптира на телото, во овој случај на општествениот развој и општествените процеси. И тоа е нешто кон кое што ние денеска пристапуваме. Незамисливо е еден општествено-политички развој да го ограничите во рамки во кои што исклучиво ќе се држите на националните концепти и нема да погледнете пошироко на рамката во која што треба да се усогласи општественото живење и со други вредности кои што произлегуваат од меѓународните односи и од општествените односи во една држава. Кога зборуваме за Уставот или за легитимитетот на собранието во контекст на идентитетските прашања, јас би сакала да помислиме или да се подсетиме дали воопшто постоеше оспорување на легитимитетот на пратениците, владата и сите носители на јавни функции кои што водеа процеси од исклучително важење за граѓаните, а при тоа не ги консултираа граѓаните. Идентитетскиот инженеринг, што последниве 12 години се спроведе во Република Македонија под превезот на проекти кои што директно задира во клучни елементи на идентитетот за кој што зборував, а тоа се културните обележја, зборуваат исто така за една наметната состојба кај граѓаните да се сомневаат во сопствениот идентитет и да им се роди чувство на криза на идентитетот. И денеска, ако велиме дека во рамките на идентитетот, чувството за заедничко потекло и за заеднички предци е исто така еден елемент од идентитетот, ајде да се запрашаме, особено македонското ткиво, дали ги делиме истите чувства за заедничко потекло. Од една страна ќе имате припадници или представници на тезата дека потекнуваме од Александар Македонски, 2000 години пред Христа, притоа силно негирајќи ги делата и животописот на Кирил и Методи, се словенските просветители од 9 век, за кои што постојат и докази, и археолошки, и историски, и од друга страна се соочуваме со современото и модерно ново минато, во кој што токму тие прашања се исправаат пред оваа идентитетска аргументација за тоа колку сме македонци или колку сме антички македонци. И од тука произлегува и дилемата и дебатата околу ова терминолошко разграничување на терминот и поимот Македонија за грчка страна и Македонија и македонско за македонска страна. И не треба да робуваме на тие историски тези, затоа што заробеноста во минатото
без притоа да сме ги научиле лекциите од минатото, воопшто нема да ни помогнат во овој историски момент да ја донесеме клучната одлука за Република Македонија. И знаете, јас оставив зад себе едно дело за кое што добив и државна награда во интерес за Република Македонија, а е посветено на Македонија и на македонците каде и да се, што една историска и нова граѓа со сублимирани факти и податоци од архиви и сведоштва за тоа како другите ја разбираат припадноста кон Македонија и македонското. И релевантни се сите дискусии ако зборуваме кој како ја сваќа Македонија и македонското. Но факт е дека ние овдека сме тие кои што треба да го заштитиме во овој историски момент, во кој што имаме шанса со неговото обезбедување да обезбедиме иднина за државата. Влегуваме и во историска патетика, кога зборуваме за обесправеноста, о неправданоста на македонскиот народ низ историјата, како тоа други одлучувале за нас, како не сме биле прашани и така натаму. И никако не можам да сватам дека толкавата историска огорченост може да не доведе во опасност во овој историски момент преку несвесен чин на освета кон таа историја да ја направиме и клучната грешка во современието во кое што треба да донесеме клучна одлука за иднината. Одлуките за иднината не можеме да ги градиме врз аргументи за историска освета заради онеправданоста што сме ја имале во минатото. Ќе ве потсетам само на една реченица која што е девиза на сите преживеани евреи од Холокаустот. Секој народ има своја историја и своја трагедија. Меѓутоа, ајде да ја слушнеме и да научиме од таа парола од народот кој што во Холокаустот изгубил се. Тие рекоа вака: да простиме, но никогаш да не заборавиме. И тоа е клучот на помирувањето. Тоа е клучот на помирувањето. Доколку еврејскиот народ беше со таа омраза, никогаш немаше да се пристапи во процес на помирување со останатите. Затоа овој договор представува и исчекор во процесот на помирување на Република Македонија со соседите со кои што историски имале несогласувања околу прашања кои што се идентитетски важни за Република Македонија и неа ја дефинираат како држава согласно меѓународното право. И повторно ќе кажам, од една друга историска перспектива, денешниве говори, денешново наше однесување тук како пратеници, независно од која политичка партија доаѓаме, ќе се цени или како исчекор кон иднината и избор на иднина, или ќе се цени како промашена шанса заради некаков инат. И затоа реков нема да апелирам кон никого, затоа што ние македонците сме чудна сорта. Од инат можеме и да победиме, ама од инат можеме да направиме и штета. И затоа мислам дека совеста на сите треба да проработи во овие клучни моменти во кои што, ако сакаме Македонија да ја наречеме како мајка, а ние нејзините деца, во контекст нели на песната "И ние сме деца на Македонија", ајде тогаш да размислиме каква иднина ја оставаме на мајката која што треба да ги рани своите деца. Дали ние со ова не ја земаме иднината на Република Македонија, од која што мнозинството граѓани чекаат плати, пензии, иднина, работни места,
и безбедност која што треба да сведочи за развојот и перспективите на идните генерации. Благодарам.